Уметницата Карла Ортис дизајнира ликови сцени за филмската и телевизиската индустрија. Ова се дел од работите што ги направив за Црниот пантер. Барана од клиентите поради нејзината вештина и препознатливиот стил, Ортис била шокирана кога откри дека главните генератори на слики со вештачка интелигенција се обучени да ја користат нејзината уметност и сега ја симулираат. Тоа е навистина голема работа, особено што сега ова е надпревар со индустрија што се појави преку ноќ, вредна милиарди долари и сега конкурира на нашите собствени пазари. Системите за вештачка интелигенција за генерирање слики употребуваат милиарди слики собрани од интернет без дозвола. Ортис е меѓу оние кои ја предизвикуваат оваа практика во американскиот правен систем и презема директна акција. Welcome to Glaze. Таа и другите уметници се надеваат дека ќе ги заштитат своите онлайн слики користејќи софтвер што ги збунува моделите на вештачката интелигенција. Наречен Glaze, неговите креатори велат дека софтверот прави мали промени во сликата што луѓето не ја забележуваат, но што ја искривува перцепцијата на вештачката интелигенција, наместо тоа покажувајќи кон уметник во јавен домен како Ван Гог. Glaze и дополнителната верзија наречена Nightshade беа развиени на Универзитетот во Чикаго и се бесплатни за преземање. Nightshade се обидува да направи чекор понатаму со тоа што не само што ќе ја спречи вештачката интелигенција да учи од некоја слика, туку и активно ја корумпира базата на знаење на овие модели со вештачка интелигенција. Колку повеќе се користи софтверот, толку е поголемо влијанието. Шан вели дека целта е да ги убеди развивачите на вештачка интелигенција да платат за уметничките дела што ги користат. Ако добиете доволно квантитет од тоа таму, навистина ќе почне да штети на некои од идните производи. Сликата на Ортис Муса Викториоза беше првото заштитено дело и стана символ на битката која предстои.